Ајде, здраво! Ама на камера ќе ме поздравиш, бубе, ако. Влегваме внатре да ти направиме едно hello. Еј, прва си во година што влезе во југото во емисија. Ете, гледа со себе пост. Снимаш? Снимам. Следна ќе ми видиш гостинка? Ветувам, ама кога точно Не знаеме. не Ќе знаеме. откриеме. Кога ќе оди првата мисија на Марс. Бубе, love you. Ајде. Ако супер беше влезот. Ајде, Николче. Ај, здраво, живо. Здраво, живо. Ај. Јас мислев прв ќе бидиш ти во југото што ќе влезе во 2025, ама бубето те предекна. Да Виде? знаев, не ја пуштам. Клај си ем појасано, да се... Поевче. Не, бе, се мислам да го слечем, ама пошто ќе... Ами ако ти ежеш, Топло? пази го, да, ти да парното малце фучи. Греалката кај ти е? А ја тргнав. Оди малце. Не, чекай, треба мора да излезам. Што? На брзинска. За да се Па, извадиш, слечем. ајде овакво е во еден кадар. Се се Во еден вклучва. Се да видат луѓето. Дај одма јас ќе го сместам назад. Абе, одма го фрламе назад. Само да не оди над лаптоп, да не направи беља. Дај ќе го пикнеме. Ете така. И тоа вака ќе го здиплам колку што умеам. Ако бе, нема гај. Посилно се, знаеш, со југо така. Слушај, јас југо со југо полагам. Аха. Така Темпо. да ептен го знам југото. Значи прва кола воопшто во животот. Прва кола, добро, возев предходно. Ајде, Ете, бубиче. е така, носиме наочар или не носи? Јас носам. Готово, Нека носи. возам. Готово. Така да со југо полагам. Со југо се зачна твоето шоферство. Моето На што југо памтиш беше темпо сигурно. Ти Па ги не памтиш. знам бе. Не знам што. Бели беа ги Па памтиш. бели беа, Што беа ни изглед. автошколата овде беше негде. Овде или овде негде. Не. Онде беше. А Ама подолу? не знам како се викаш. Не па. Некак. Ајде да не ја рекламираме. Ај не ја рекламирам. Ке полагаш. Може да ја рекламираме, ама ако имаме договор. Ете така. Кај спортската полагаше? Ке спортската полагав. Ќе одам несно вака. Градска, не знам, некоја линија ми се падна од кај... Не знам од кај беше, од кај медицинско некоја. Направо положи или? Направо положи. Е, Да. чути. Тогаш уште се полагаше направо. Јас Мислам, бев имаше тие на второ шанси. што полагаја. Да, имаше шанси да се положи направо нормално. И по некое време почна никој да не полага направо. Да, сите да на полагаат. второ, на трето, а сега слушам дека и така. На петто, Да. на шесто. Па има, да, јас и тогаш додуша ако полагав, имаше едно чупе, како рече, 7ми пат градска полагам, што напрем го да мори чупе. Не ме пуштат, бе, вели, не ме Ваца. пуштат. Јас имам проблем со трета. Со трета, Да, менва фламела и знаеш едно кој ќе направиш, друго ќе се расипи. ами, И се само трета не па можам од да ја втора најдам. во четврта се, ама Силија Не поќе со можам, овде втора. многу е. Чекај да видиме, ќе ја најдам. Петта оди. Трета никако не влегва. Ај со петта има. Ништо да не е четврта, но не од. Четврта па трета влегва. Гледај се му најдов цака. Чути. Па се, Николче те најдов конечно во Битола. случај, да ти ја раскажам случката со зимската приказка? Да ми ја Од раскажеш. мој Може да, аспект, да се извинам прво вака. нема проблем. И јас да се извинам од ние недоразбирање. беше. недоразбирање, да. Ние се договоривме, нели? Се слушнавме, се видовме. Да. И Тико ми рече, абе да не сте многу, ај ке снимаме Одделно. одделно нешто. Да. И јас те викам, ај утре, ти викаш, абе утре имам гужва, е па добро ќе дојдам за празниците. Да. И јас во главата си сватив дека снимаме за празниците и дека вечерта Да. скроз го Си исклучив слободен од животот. Добро, се сликавме што завршивме таму, свиревме, нели, се поздравивме, Стефан Мартин знам дека дојде и заминав јас. Си одав дома. И си дома нешто со мајка ми муабети ова она. И си вртам по Facebook и ми излегува Во живо Николче во Мичевски. живо. Викам со Николче Мичевски, викам чекај ова. Ја гледам емисијата и се паѓам од смеа од една страна, викам втора страна, што направивме глупости, а ти ме бараш. Николче тука е, ај ќе дојде Николче. А Николче дома во тоа време. Да. Ама не Така да недоразбирање беше. Значи јас требаше да ќари да Николче. знаев, нешто. ќе си останев и онака таму бев. Да. Ама сватив дека Не, и друг пат ќе се Ама барам, јас нема по гужва и врска. кизнај што ти реков тогаш, знаеш дека хаос бев со зимската приказна и
Него те најавив, те чакаја луѓето на Абе, лајв. знам, беше и во насловот на YouTube. Да, јас си ги пишав на почеток на словите, со тие што ќе ми дојдат гостите, што знаев дека ќе дојдат и затоа и те пишав. Реков, готово се слушнавме Николче Друг ги пишеш речи. дури да се појавам. Така па го ми е попаметно. Го Да. сменив после, ама тоа е тоа, направивме, а у Кебе и тоа се дешава, знаеш како жива програма во живо и Да. ете така. Многу ова година турбо некако ми беше со патување. Така се погоди, или да. претходно било годината. така? Не, колку оваа година скоро никогаш нема. Затоа викам да многу некако ти беше Оваа валута. година се погоди турнеи, имавме и со Next Time Австралија, Да. после тоа Германија знам дека беше со со Каролина. Германија бевме со Каролина на два пати по неколку концерти, ама и општо имаше годинава некако, пошто сум и со Next Time и со Каролина со концертите, да речем рекордна по број на настапи, некако се погодија. Со Каролина имавме една турнеја уште од 1 март како почнавме низ Македонија. Па и надвор бевме на нешто Србија, Албанија, ваму таму. И со Next Time имаше доста концерти, настапи, прилично Успешна година, така? успешна, убава, успешна година и на концертна, ама и онај другиот дел, авторскиот да кажам. Исто и со тоа имаше доста проекти. Добро, долги години си активен, да речем, на авторска музика. Па, Работиш на многу да не албуми. речам 20. 20, да ја се 20, сеќавам да. уште од пред 10 20 и години. повеќе, ама еве од кај 2004 2005 Да, активна. ваму активно. Па почнав со да кажам со артисти, со пејачи, Да. со фестивали од Ко тоа почнуваше време. вака музичко да учиш, очекуваше дека еден ден вака ќе стигнеш на вакво ниво? Па, не знам сега, деца како деца во тој период. Имаш тон некој, мислам, Имаш стваруваше тон, да, ставиш имаш вака, тон. Како музичар, како свиреше си. Прво, добро, јас си свирев хармоника, и мислам, уште свирам хармоника, иако некако во втор план ја ставив последните години, некако, не знам. Само да си проверам технички, си гледам, а Добро е, се е тама. да, се. Добро. Почнав музичко, почнав со теоретски, нормално, нижо немам. Нижо дома учев од татко ми, пошто музичар беше и тој, и не се запишав нижо, не знам зошто. Па добро, види Пеца, ако го знаеш, предаваше музичко професорот. Па класен ми Да, беше, ме. ете, тој рече во прва средно којдовме, вели сите што учеа нижо до прва средно по прво полугодие ќе го имате знаењето. Да. После натаму ќе ви Така види некако беше. малце тешко. Добро. Сигурно ќе си влијало позитивно, ама Во како секој да. случај, да. И јас отидов, пошто хармоника немаше тогаш, немаше уште Отсек, класа кај нас, одсек, и шо, ај контрабас викам. Некако, сите, ај контрабас, и бевме четворица за контрабас, и отидовме кај професорот Панде, викам, мора двајца на чело, двајца на контрабас. Да. И, не знам, влечевме ова ливчина и ми се падна виолончело. И почнав со виолончело, значи без намера, немав никаква намера за виолончелото, ама и добро ми одеше, да ти кажам. Некако го засакав. Значи виолончело да свириш. Па, знаев сега, немам Немаш свирено. извежбано, Па, иначе. немам извежбано, може знам уште. Колку инструменти знаеш да свириш? Па толку да е клавир, хармоника, И малку виолончело виолончело. не го рачунам некако. Знам, еве, имам познавање. И почнав со виолончелото, ама класниот Пецаковски ми вика во втора година беше. Вика, треба да почнеш со композиција, да те запознам со професорот Гоце Коларовски, тој беше тогаш професор по композиција на факултет, и да почнеш да работиш со него. Да. Да видиш како ќе ти оди. И така некако почна приказката со Со компонирање. компонирање, да, Почнав одлично. со него, виолончелото веќе не го баталив, мораше до четврта нормално, ама се сконцентрирав на композиција. творење на да. музика, да, и така. И некако супер ти така оди, теле, да. гледаш, направи многу Па, убави супер, композиции. сега да јас речем, секогаш се трудам со компонирањето, знаеш, со правењето на музика, немаш никогаш формула дека нештото ќе биде успешно, добро или ќе го прифати народот, едноставно експериментираш, пробуваш, го пласираш, треба Точно. многу работи да се погодат. И да не се- е само до композиција, не е само до ова, до Точно, она. ти имаш една интересна приказна со Оди Звездо. Со Оди Звездо? Да, на наум. Да бе, да. Андруш. Со Андруш. Па Така, ја ние извадија хит. направивме Да. песната. Песната беше
2-3 години албумот тој. Таа е твоја го песна, правев, да кажеме, го правев аранжман. за наум. Убави песни има Да. во тоа време супер. 2010 мислам. Ама Андруш ја испеа после 2-3 години и стана И хит. стана хит, да. ете. Значи ти си направил убава композиција, само Да, не го ама видела во право време да, светлото. да. Има и други такви композиции. Не мој конкретно, има многу такви има примери сега во кои се враќаат некои ново компонирани песни кои во тоа време поминале, ама не било ништо хит. И сега после 10, 15, 20 години Да. стануваат хити. Добро е тоа, добро е. Така да музиката никогаш не старее. Точно. Знаеш, не- И колку старите само- како виното, уште подобро. Така, само прашање за квалитетна композиција, прашање на време кога ќе допри до народот по Да. ваква или онаков пат. Е, сега како композитор ти сигурно, мислам, знам дека си креативен и така натаму си работиш на тој дел во животот. Да, имаш композиции кои што цеднуваш онака да речем лезецки без да се брза се ги работиш, а имаш и наменски композиции кои некогаш па мораш да ги сработиш многу брзо. Да. И како се грижи за квалитетот на истите? Види, мора да имаш еден стандард, една граница, една линија, дека некогаш времето не значи ништо. Од типот може ти да сработиш нешто и во многу краток период. 15 минути да направиш Па, јака 15 песна, да. не, ама знаеш, да седнеш Идејата. пак како идеја Да. и во 5 минути тоа се некојаш ти треба. Да. Ама и не мора да значи дека ти ако работиш па 2 месеци на нешто дека Дали ќе биде кизне колку дека ќе јако, биде да. колку јако. Така да релативно е тоа. Најубаво е кога имаш кога не те притиска времето, па да имаш доволно време да размислуваш, меѓутоа некогаш е контрапродуктивно, конкретно е за мене. Јас па некогаш работам подобро под притисок, кога имам Да. термин дека треба Треба до да тогаш да завршиш. завршам и сум многу покорисен и попродуктивен отколку кога го имам целото време и са треба да средам, треба да Ќе си средам. легнеш на брашно да шо Нема врска и сум правил дури да откријам тајна. Ајде. Значи последниот мој албум со инструменталната музика Нова ера. Година, две, еден сингл, друг сингл. И сега стигнав до 5-6 композиции и сега ми фалат уште две ми фалат Да. во главата дека треба да ги завршам, треба да ги направам. Никако. Се нешто за друг работи, за трет работи, не знам ова, она, моите се ги потурнував. И на крај како ги довршив. Закажав термин за концерт и за промоција на албумот. За да мораш да ги Прво закажав, да, имаше 2-3 месеци до тогаш и да видиш како седнав И ги направи и така. направи се што треба да. Така со времето е за мене некогаш поубаво да имаш вака термин кога треба да го завршиш и ќе си покориш. Отколку да ти е лабаво. Отколку така. е лабаво, многу пати се покажало дека Точно. не е продуктивно, а сега па од друга страна ништо не се работи од денес за утре. И Така тоа не е добро. Мораш и па и Сме се време нашли во посвети, такви ето. ситуации за некој аранжман, дека мора да се заврши работа, не знам, за некој фестивал Да. или за некој концерт. Има, Ама има. тоа не е добро тоа. Може Ќе дека го со истакнеш музичари ја си нештото. фаќам страна и многу ми се јаки муабетите со музичарите вака кои ќе си правам на секакви теми можеме да си збораме. Слободно. И со кафенцот портал некако овие муабетите многу водат. Ајде по едно кафенце да си земиме. Фала ти. Ако сакаш Треба шеќер, помош? ќе земи си. Некам, Не. чекај. Пробвам демек без шеќер. Јас без шеќер пијам од кога почнав кафе да пијам. Така? Да. Ова ќе ти го клам тука за да си го ставиш кафече. Некогаш ставам с тебе, ама Да. Малце со мултитаскинг, гледаш и водам браво, емисија и снимам и кажувај нешто ако треба да трета ја помогнеш. пробам Волено да го. Не бре, гледаш и кафе, се ми некако го совладав ова нешто. Ама искусен си сега ти. О, трета Ептен сезона си веќе искусен, некако. да. Трета сезона? Трета сезона, да. Браво. Колку И- епизоди се на се? Мислам, 30 би требало да се 30 и така? нешто, 2-3, Браво. зависи како ќе донеси плодноста на онен. Лани Да. беше 30 и нешто. Да, Во студио кога си, таму ретко има технички проблеми, ама се случва. Дали имаш некоја ситуација, кај што, например, не знам, нешто си снимал, па ти си избришал. Тогаш кога не треба. Тоа што не треба, да. Тогаш кога не треба, фали вокалот, фали ова, фали... Има Со ситуации. кој, например, некој вака познати музичари пејачи, нешто ти си има случај. А, Нешто се смеете, например, сега, знаеш, вака од дистанца го Абе, не е многу за смеење некогаш. Бога ми така е. Например, тој албум Оди звезда, Звезда, тој цел да. албум, а во студиото во кое го снимавме,
го снимивме тоа, сето се испродуцира, го испродуциравме, после тоа направивме имаја договор, Word продукција со Croatia Records, за да се извади истиот тој албум, ама на српски да се препне. Да. И се направија варијанти на српски, имаше готово се. Ево, во меѓувреме, рикна дискот, главниот диск, Да. мислам дискот, Хард кај што дискот на компјутерот, хард дискот, кај што Е материјал. стоеше материјал. И, значи, погоди од 3 пати, никогаш не преснимивме, не го снимивме материјалот на српски, затоа што тоа беше од почеток работа, а и аранжманите јас ги имав дома, Да. нели, како проекти ќе ги однесиш во. Точно. Знаеш, во Кјубес ги имам траките. Ама имаш еден куп живи инструменти. Точно. Што свиреле виолини, ударни, Точно, луѓе, кавал, пратечки вокали, не знам ова она. И тоа е многу време, да. Многу време, тоа од почетока. Ние сме го правеле тоа неколку месеци и никогаш не го снимивте, не така го останат. снимивме, да. Сега нема некоја Мислам, понуда да се сними на остана ново? од типот не се сним. Една само песна или две снимивме на српско и хрватски, беше на фестивал там некаде во Хрватска тоа. И на Ама тоа не го остана. преснимивме, да, никогаш И тоа се албумот. случува. Иначе такви ситни која ќе ти фали вокал, тука беше бе, кај отидеш, ово отиде, се случило. Многу пати се случило. Знаеш, технички нешто, Да. компјутерот е компјутер. И баш тогаш кога ти треба највеќе и Тогаш. има необјасниви работи, не можеш да го објасниш зошто го снема, проектот да. не го отвара, знаеш? Да. Се дешава. Некој вела таа вака и да дајме совети. Ти работиш на Cubase сега? На Cubase, да. Да, Од секогаш. Од секогаш, да. Јас работев многу долги години на Cubase и се сменав на Logic Pro на Apple. Некој вела дека Apple е постабилен. Уште немам храброст, Да се смениш? храброст да се сменам, не храброст, него процес е голем, знаеш, Голем е процес, треба да. се смениш од едно друго. Не е проблем за програмата, тоа е Точно, ќе се научиш. Ќе се научиш, тоа е многу брзо, во основа се сите со истата цел и алатки се тоа. Точно. Па дури и на Cubase кога се апдейтира, Имаш нови имаш моменти, нови да. моменти, па треба да ги навикнеш. Ето Проблемот е со виртуелните инструменти, со VST инструменти, форматот. Сега, знаеш, години си бериш библиотеки, вакви и такви виолини, И не не знам, знаеш ке ги клавири. снимаш. И кога ако се смениш на Logic, ништо тоа не ти важи, пупу не важи, треба од почеток да почнеш. И Точно. тој момент ми е многу, треба од почеток да собираш, да Мене ми да требае она. 2 години. Да ти кажам само да се па. преадаптирам. Па знам. И уште имам А онака најлошо е кога си преадаптација. во тек, мислам, кога нешто Да. правиш. А кај мене па цело време некој Да. проект се случува. Ама процесот Немам- го прави паралелно, мораше така да оти. Со двата компјутери знам, и па се, треба знаеш. на ова, па Ето на ова. така, на она. и се малку Јас од малтретирање. компјутер до компјутер кога сум менувал, се Да. пред 2-3 години сменав. И уште стариот ми стои. Да. Исто. Значи и тој во функција и новиот, па Да. нешто немаш, па оди во стариот, а камоли да смениш. Некојаш кој ти имаш време да се смениш, да ти кажам право, пошто после тоа е многу постабилен системот. Знам. За тоа е дефинитивно ти некојаш на Windows преинсталација ќе ти треба Да. и тука се заглавуваш еднаш на ново да преинсталираш и така И натаму. бар во тој поглед јас па користам купечки, мислам легални Да. се и од Windows и Cubase и Нема да кракуваш. се што можам, од тие барем програмите ми се купени. Си кракувал програми? А имам другарчина што кракуваат. Јас не толку, ама. Имаше порано, на Apple не можам да кракувам, ама порано Windows имаше еден многу интересен момент со кракување. Аха. Го инсталираш во 2006 и го рестартираш компјутерот, се враќа пример 2025 имаш трајал до 2006 да. Тоа беше момент, се не знам дали уште постои така. Не сум правил такви Има, работи, да, такви цаки, ама добро, кај нас гледаш, па уште нема некој закон за... Али добро е тоа што уште не фаќаат вака. Да, Мислам, ни поминуваат хакни, кракувањето. кракувањето, да, инструменти, еден куп сега, ќе излези нов. Па и скапи се. Скапи се за наши услови. Тоа не е проблем ако се со некоја Да. цена што можеме да си ја дозволиме, ама се една библиотека се движи од не знам, од 200-300 евра до 1500-2000 евра. И Точно, ти ако ги купуваш на секоја, 70 гига големи материјали. да, и сега ако израчунам во компјутерот колку имам купено, Да. тоа се А многу имаш пари. бројка на песни, колку песни имаш направено, снимено? До лани беа околу
Во Замп проверував после 420-430, така некоја бројка имав на композиција. О, машала, добро е. Ке ја Не е стигни лошо. сузето уште Не е малце. лошо. Сузана Спасовска, како беше во југот, ми рече над 600 и кусуро, скоро 700. Ма има испеано така. Има испеано, да. Да. Ти имаш напишано. Добро, то полесно е, само да се... Ама да ги направиш, Бога ми така е, нема право си. таа оди само во студио и ги Готов пее, производ да, добива, и да готово, се да, прави ама тоа испеј. да го направиш, не баш само да појдеш во студио. Дрвата многу јаки се овде, не знам дали ги видеа. Знаеш, За дрвата, да. Творби, да. Не ги има Ги видено. направиле. Браво. Кој ќе патуваш вака како музичар сегде низ светот, кој ќе се среќаваш со други луѓе кои што ја слушаат ете може и за прв пат македонската музика, која е реакцијата? Главно секогаш се ги они што прати музика нормално, мада и обични луѓе кои не се музичари, различно ја доживуваат музиката од се друго, мислам македонската. Да. Заради А па луѓе што асиметричноста, знаат, кои да, се воодушевени секогаш. Секогаш се воодушевени од нели неправилните ритми. Не дека само кај нас ги има. Сега во светска музика кога слушнеш дури не знам, во филмска музика е една од најпознатите теми на Wonder Woman, кај што е Ханс Зимер е во 7/8 Да. или 9/8 беше така. Дека е нешто. Неравноделна, да. Меѓутоа па кај нас е тоа традиција и тоа е во фолклорот и останало Да се- генерации и да. генерации со неправилните ритми. Имаме ние многу покомплицирани само од 7, нели Да, тие тие комбинациите комбинациите што 9, се. има комбинации на 2, на 3, што навистина е по природа многу комплексно. И ја лав да му е на предците, на пра дедовците како го смислувале тоа. Веројатно, некој Преку велат дека е 100. веројатно заради членувањето што го имаме во јазикот, пошто тоа носи таа химија Сигурно, на да, сигурно е тоа потекнува од јазикот. Како зборуваш па да го направиш Да, во- да го испешот и тие не да го свесно веројатно испеш. така го правеле. тоа. Сигурно, да. Ама Да. се стандардизира. Точно. Така да се воодушевени, сакаат да слушаат многу македонска, му е интересно и комбинацијата, па плюс ако направиш нешто од старинското со нешто ново, ако го искомбинираш. А тебе супер ти оди тоа. Па, се Да го направиш. се трудам некако тоа со Која песна ти била албумот така? на Next Time, Да. успеа некако Со ја излезе Ѓурѓе уште да мислам, че направиш, почнавте па оттаму така. тргнавме, да. Да направиш нешто што е традиционално, ама да го спакуваш во нешто што е современо. Нешто таму тргнавме од идејата дека треба да ги доближиме тие песни до младата публика. Еве јас имам дома мали деца. Колку и да им пушташ традиционална музика, и јас им пуштам за да знаат, за да нели да се образовани, да да. знаат што е, како е. Меѓутоа многу полесно можеш да ги доближиш ако ги малце евак ги направиш, ги доближиш на времето кое го живееме, Да. затоа што тие слушаат се и сешто. Точно. И мислам дека успеавме со Next Time, пошто ги гледам по концертите мали деца кога се во први редови Да, и како и кога ги реагираат на пеат музиката. на цел глас Ѓурѓа, шумите и останатите песни. Да. Која ти била вака најпопуларна песна која што си ја направил ти? Знаеш, имаш некоја статистика? Па две лири, Од Каролина, да. да, две лири на Каролина и кој да ми запее. Тие се вака две песни кои и кога ги свириме на концерти се навистина песни кои вака ги прифатиле и стари, и мали, и најеуфорични. Да, и тој албумот Се Македонско беше девојче 2 беше, мислиш ли што го Да, правеше ти? Македонско Да. девојче 2 и Тој мислиш че ни беше така еден убав пресврт и во кариерата на Каролина и тебе како музичар, мислам. Па дека да, тоа не тој се еден некако убав момент. ме лансираше, како што вика, Одскочна да, даска. одскочна даска. И таму се направија доста убави песни, таму има и Чалгиска, и Вези, Да. ако сгрешам нека изгорам како обработка од Обработка, албум. После тоа продолживме со Извор албумот, Да. кај што е Звона, кај што е Бели цветови. Сите Бели тие се цветови, хитови, например, да. една од последните години, една од највртените според Замп радио, номери да. по радија, по Точно. телевизии. Така да добро е.
Одлично си ја Не е заврши лошо, работа. не е лошо. Па заслужуваш да те дарувам во југото, се Ля. значи. Сега ќе почнеме први напред, после од назад. Готово. На очарчиња си носиме двата, оптика носиме. диоптрика М, ти доделува 15% попуст да си ја Фала. земиш некој на Фала, очарчиња. обавезно. Да. Еден куп брендо има, еден куп модели, Супер. ќе се загиниш кога ќе влезеш Супер. внатре. Сакам јас, заглавувам на наочари. Ето, И не сакам кога е облачно, кога не можам да да носиш, да. Ма да и тоа ќе носам, ама. Добро, еве денес па сонце, малку пролетни е времето Да. на среди јануари. Супер е. Да, ќе си купам такво држаче за кафе, ветувам за Не бе гостите. убаво. Кола возиш? Возиш. Ако Возам, возиш. да. Супер. Да Шкода. не ти е за сервис. За сервис? Кола, кога не е за сервис? Да те пуштаме века Јоца Solution Готово. Кај него, поклон ваучер. Ќе направиме една да не проверка. сакаш. проверка, било што, како Да. нешто и убаво е да се одржава колата, па што патуваш, мораш да видиш. Да, да. Телефончето си залепиш една хидрогел фолија, ова е нова технологија. Така. Да, Супер. не е стакло, туку е фолија над екранот и не пука. Супер. Не И се каши, не се каши. немам и онака фолија на Ето ти. телефон. Ќе ја правам. Одма одиме гратис од телефон сервис. Сега одиме Јака Травел, ти доделува Bluetooth звучник. А што се музичар? Фала. Ето така. Чекај да видиме што ќе фатам се. Те го рукаш, а? Се не знам колку е гласен, ама. Абе, гласни се ови, ако се мали. Парфемерија Ноир ти доделува парфемче. Фала. Јас ти го одбрав, мислам Фала дека ти. ти се Сигурно. Ето И така. по парфеми сакам јас многу да Да. ти кажем и ти носам. И овде имаш едно блузе од Ladera Parts. Фала Ти си го ти. носиш, ќе ти се најде. Така да го облечам сега. Не ме седи си. Убав си да терас. Убав сум до тебе. Ето така, чекај да видам уште нешто, кучиња, мачиња чуваш? Папагал и риби. Папагал и риби, овде Да. има за куче и за маче, Го, ама имаш и ваучер. Имам блиски. Ваучер имаат имаш куќи на натре, мач. ќе се купиш и за папагалчето и за рибчињата. Фала. Плюс, фала ти. значи ем ќе ги подариш за празниците Готово. и имаш како што кажа, ваучерче. Да, фала ти. Фала е на сите што вака. Да, и што го поддржуваат. Што го југото, поддржуваат и тебе да југото, ве даруваат да, како да. мои гости, и едно третманче да си олабаеш во Ива Бјути. Се внатре ќе си видиш што има, не знам ја што има, ама имаш третман. Супер. Од нив, така да, Ива Бјути, Фала. фала ви, на две локации ги има. Фала на сите. Ете така. Ова е како еден блок во емисијата кој ќе ги додадувам Да. поклоните, може да си ги оставиш таму Ќе ги долу, оставам чисто е, сега долу. ми е фјугото, Се гледа. не уште. Ириса. Да. Ете така, па Супер. после ќе се собериме некако. Сега да свртим уште на кругче, сега Ајде, уште ајде, муабет ајде. и ќе превишуваме. Кажи ми, Не бе, можеме вака убав ние муабет. не го знаеш ако си за прилепено кафе да пиеме? За прилеп колку може, стои? да. Добро. Кажи ми уште за Евровизија, дали имаш аспирација како композитор да се представиш таму или ти е предизвик како Па музичар? види, нема композитор на кој не му е предизвик. Значи, некој ако каже дека не му е, тогаш лажи, да знаеш. Затоа што тоа е супер начин, можност да се Едно искуство да ново јас се го сметам. представиш и да направиш контакти Точно. со луѓе, со продуценти и така натаму. Искуство како искуство сигурно е супер. Иначе овде живеам, Да, на втор спрат, да. ами да Кој ќе застанам. сум во Битол? Ево, Кој ќе си во Битола? И не знам, не се погодиле коцките до сега. Пред некоја година добив нарачка. Не е важно да не откривам. Да. На крај не испадна ништо, отидоа некои други. Ама верувам дека еден ден ќе се случи и сакам, мислам, доколку треба да се случи, доколку се направи нешто на вистина. Како композитор, Репрезентативно. што треба да се направи? Значи не е само песната, ти прее кажате дека не е само до композицијата, туку е и до сценографијата. И до пејачот кој ја носи. Точно. Значи, сите композиции кои се прават без разлика, многу е важно кој ја изведува. Затоа што различни пејачи, таа песна која замислуваме, различно ќе ја донесат, различно ќе ја прифати народот. Да. Така да затоа викам треба да се погодат многу коцки. Конкретно за на Евровизија и нема некое правило, пошто од годините гледаме и такви композиции, и такви, ама едно што секогаш некако се задржува за впечаток е некоја атракција. Дали било тоа на исклучително добар пејач, значи добра Да. изведба. Оние па што немаат
што не се пејачишта, да кажеме, Да, одат на се сцен- вадат на сценски. на сценска изведба на Па имавме добра случај, лани песна, беше да. Хрватска второ место, а морален победник го нарекоја, Да. нели, Рим Тим Таги Един песната, Да. само толку. Па затоа викам, нема правила, ама треба да се погоди. Не мислам дека со нормална по наводници песна и изведба и сценски настап не може да помини. Дали имаш направено песна која што ти ја испеел пејач, а да не си задоволен од тоа како ја испеел и си рекол се моја дадов, тоа е тоа. Имам. Имам. Сакаш да кажеш кој? Имам да ти кажам, не кажам кој. Добро. Била една, две или Има неколку песни. Едно тоа, друго не толку вака ми е криво да речем за што е испел лошо или добро, колку што ми е жал за неколку песни порано кои сум ги правил кога сум бил помлад, релативно. Да, понеискусен. Знаеш како да, сум му дал на некој пејач кој не е истретирал песната како што треба. Да. Од типот не направил добра реклама, маркетиншки, не направил спот, не снимил, не се потрудил воопшто, затоа што кај нас е една работа ти да направиш. Сака да претицва. Каде бе? И му дојде кола, тоа е. Му дојде И то во зона школа. Леле. Ето. И? Да го изрекламираме, застани да му видиме Еве го гледаме назад регистрацијата. малку. Регистрацијата. И оти едно е, знаеш, кога ќе дојде пејаш да направиме супер песна. Супер, ќе направиме супер песна, значи тоа, окей. Меѓутоа, како што ќе се направи супер песна, ти треба да направиш супер маркетинг на таа песна, Точно. супер спот. Треба да се потрудиш, не знам, да отидеш, да се појавиш на телевизии, по медиуми. Да си Затоа што актуелен, тоа да. многу е важно. Ти што ние ќе направиме супер песна ако тој вториот дел го нема во целата приказка. И затоа ми е криво за неколку песни во животот кои, знаеш, така поминале, заминале Да. или биле на фестивал некој. Исто фестивалите не значат многу ако ти ќе се појавиш само на фестивал. Работата е шо после фестивалот. Така, Многу е да. важно ти колку ќе Не е се само тие 3 потрудиш. минути на сцена. Толку тоа не е како на времето кога било пред не знам 20 години кога кога се не чекаше фатив јас, Макфест. не фатив од тоа време, не бев мал бев тогаш кога. Знаеш, ќе победеше на Валандово или на Макфест или било кој фестивал беше хит. и од другиот ден беше хит. Ама такво си беше времето, такви беа условите, општеството и сите тие работи. Сега се изменати, долга тема е тоа, ако Точно. фатиме. Сега се изменати работата и да победиш ти на фестивал, апсолутно ништо не значи. Многу е важно што после фестивалот и како ќе ја истретираш песната. Денес песна без спот не може. Така. На времето и без спот поминувале песни. Албуми се ваде. И албуми се ваде. Баш Ружица Одарија, кога беше еве за зимската приказна, кажа, вели, ние направивме сите мои слики, јас кладовме на албумот и вели, тоа не беше дека ние нешто сфорсиравме песната. Да. И стана хит, вели, од албумот. Да. Ама било такво Денес е време. многу тешко, скоро и невозможно е Да. такво нешто. Дури спотот нормално не ти е гаранција дека денес ќе ти Точно, помине, дека ќе ќе ти биде профункционира. хит. Потешки се условите. Денес е многу потешко за да помини и да се направи хит. Нели многу пати спомнуваме, 90-тите, не знам, 2000-тите, каква музика имаш. Не се слагам со тоа. И денес има музика. И денес Има и има добри музика. песни, одлични И песни. пејачи, и песни Да. и сите тие работи. Меѓутоа, условите и општо гледањето кон македонската музика е малку испревртено. Не до крај има поддршка од медиуми, од национални телевизии. Сега, ако земиш 2000-те години, тогаш имаше секоја телевизија по едно-две шоуа, кај што ти ако снимиш нова песна, ќе излезиш на сите тие, ќе ги свртиш и во една недела може да ти стани песната позната. Да. Затоа што ти секаде И ќе тоа се се појави. гледаше, само немаше друго. Сега ние се сведовме на една-две емисии и на утрински емисии, Точно. за да испромовираш нешто. Не е третманот ист. Немаме сала музичка телевизија. Има нешто, мислам, окей, ама не е така како што Да. не го фативме ние тој воз кога се појавија Пинк, кога се појавија Планета Да. на времето, кој еве кај соседите, ако гледаш, Функционираат функционираат со не знам колку музички телевизии, се врти тоа 24 сати. Имаш музичка Имаш програма. музичка програма кај нас.
Имаше обид на времето, нешто се правеше, ама Не е се доволно. донаправи, Да. не е доволно тоа. Добро е, И не други работи. Има затоа многу, постоиме да. вака луѓе како мене. Ама вака е, да, има. Со југото и колку што со можам југото, промовирам. како не, па тоа И е автори, и многу пејачи, и многу музика и значи, така апсолутно. натаму, да се трудам тоа Да. да го направам. Да. Се може не можам како Пинки и Планета Пајнер, Нема ама успеа, во наши рамки да. мислам Види, дека е задоволително. секој си има одредено влијание, одредена публика и Точно. се е добро дојдено кај нас. Се е Така добро е, дојдено. така е. И треба да си се поддржувам. Да. Меѓусобно. Меѓусобно. Уште вака, сакам да ми кажеш некоја интересна, забавна, смешна случка што ти си има десено вака од патување, од свирки и така натаму. Од патување од свирки. Гледа, сега. Нешто на кое што си се смеел. Има многу пати сме се смееле сега вака. Не ми текнува сега. Те фати во тесно. Ме фати во тесно сега, да. Види, смешни ситуации стално има. Не знам, да знам дека кога ќе патувате многу, се веројатно е за тоа. Да, и многу пати има такви безвезни, смешни Да. ситуации. Сега вака не има милион што ми текнуваат. Ништо тогаш да ги Да, тоа ќе го не, Ако не ти текне, ќе една што пресмениме. многу пати ја кажувам вака и се смееме со пријатели. Кога отидов на има од тогаш бајачки години, ми се јавува Зоран Петковски, кошаркар, играше во Пелистер тога, Петкото го знаат сите, битолска легенда. И ми вика, дојди, денес играме, не знам, дали со МЗ играе Пелистер или со кој, дојди, вика, играме утакмица. Супер, викам, немам дојдено на утакмица, го немав гледано одамна, играше тогаш во Пелистер тој. И одам јас во салата, ама не видов кај седнувам, што седнувам и седнувам. Имаше една и друга страна вака беа трибините. И како седнувам, сваќам дека седнав не кеј чкембарите, него Кој тоа страна? кај другите, да. Добро, во Скопје живеам, ама ги гледам од другата страна, све познати. Да. Луѓе од Битола. Овде никој не знам. А овде не ги познавам многу. И како почнува, како се разгорува утакмицата, инцидент. Тие оттаму фрлаат Леле. со предмети, се пцуја, се вика. И јас од оваа страна, јас мораш да се уфилмаш да Да. викаш. Леле. Оти ќе го кркаш ти? Оти ќе го кркаш ти. А ги гледам познати оттаму, вага ме гледа, вика, шо ти е тебе таа ти Шо бараш во тоа? другите што си. На Како она? време да одам, да молам на тој на врата, да викам те молам, не сум за тука јас, не сум од некој, да си одам дома, одвај ме пушти да. Да не настрадаш. Да не настрадам, да. Готово. Николче, за крај да ги поздравиме нешто гледачите, нешто да ги порачаш ако сакаш. Да ги поздравиме сите, мислам те поздравувам и тебе и ти посакувам уште многу Фала ти. успешни емисии, вака и уште повеќе да го надоградуваш ова. На гледачите им посакувам среќни празници, успешна година на сите, да имаат Така. на секое поле и да слушаат, да почитуваат македонска музика и што повеќе да одат помасовно на концерти на македонски изведувачи, затоа што пред се треба своето да си го сакаме, нормално, секој си има вкус и не е забрането да слушаш било која друга музика и дојдеш на концерт, меѓутоа, вака пред се да си го сакаме своето, затоа што секаде во светот е така. Да. Во било која земја да отидеш и во соседните, прво си го сакаат Своето, нивното, ама го почитувате другото. па се друго, да. Ете така, одлично. Шом ние имаме поддршка како артисти, за мене па тоа значи голема мотивација за нова музика, Така. за нови песни, за нови концерти Да. и така некако. Уште една нова чалгиска, нова. Уште една нова чалгиска, Така. две лири. Иначе тоа е интересно многу пати кога ќе кажи да ми направиш песна како Како на Каролина. на Каролина или хит да ми направиш. Да. Ако Баш. има формула, ја секој ден ќе правев по едно две Така. лири, ама нема формула за тоа, така да. Одлично, Николче, фала ти, баш ми беше мило Фала што ти, ми беше тебе, фала гостин. ти. Ти посакувам се најдобро, среќна нова година Фала и ти, уште па- многу успешни песни. И Слушај хитови. сега, па кој ќе некојаш дојди ти во Скопје, Ќе дојдам. па во Шкодата моја ќе снимаме Одлично. и јас ќе возам, ти ќе ми видиш го. Може. Може и така да направиме за промена. Тоа е супер. Така, Ќе направиме. готово, Договорено. Еве пред сите веќе. Јавно ветивме. Фала ви што не гледавте, се гледаме во следното издание. Се Чао, гледаме, чао. чао.